е критична. За останатите пациенти попладнево пресек на Министерството за здравство. Александар Динев во овие вести. Александар, кои се последните детали? Последните информации, Маријан, од изјавата на министерот за здравство се дека во моментот 5 пациенти кои беа тешко повредени во големата трагедија и пожарот во клубот во Кочани се наоѓаат во критична состојба. Станува збор за пациенти кои се префрлени на лекување во странски центри. Таравари не прецизираше во кои држави се овие 5 пациенти и во кои здравствени установи, меѓутоа напомена дека состојбата се менува од час во час и не сакаше да дава прецизни информации. Инаку вчера имаше информација дека 6 пациенти кои се на лекување надвор се во критична состојба. Потпрашан рече дека дел од тие кои вчера биле критични денеска се стабилни, меѓутоа овие денешниве 5 критични пациенти најверојатно се нови. Инаку добра вест е што нема промена на бројките на хоспитализирани пациенти. Во моментот на лекување надвор од државата има 115 пациенти, како што рековме, 5 од нив се во критична состојба, додека во македонските болници во моментот на лекување се 55 пациенти. Најмногу овде во кругот и во клиниките на клиничкиот центар, од 55 27 се на клинички, на Карил, на детска хирургија, на клиниката за токсикологија. 10 пациенти во моментот се на лекување во градската општа болница 8 септември, а 10 пациенти има и во Стара градска, односно клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, додека 8 пациенти се на лекување во приватните болници во Скопје. Добра вест е што овие 55 пациенти кои се на лекување во македонските болници и клиники се стабилни и веќе од утре, како што најави Таравари, се планира испис и испуштање на домашно лекување на 9 пациенти од овие 55 кои и денеска се хоспитализирани во македонските болници и клиники. Да ја видиме изјавата на Таравари. Во, да речам така, критична состојба продолжуваат да бидат околу 5 пациенти. Нормално флуктуира состојбата на пациентите. Генерално очекуваме и се надеваме 7 дене 0 починати, нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, нивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. 5 покритични, потешки пациенти се надвор од државата. Во кои центри? Па сега да не спомнам, истите, да, истите, некаде нешто се подобрува, некаде се влошува состојбата, меѓутоа само неколку пациенти се, така да речем, покритични, кај што животот може да биде загрозен на пациенти. Александар, каква е состојбата на оние пациенти кои што се надвор од државата? Во кои држави имаме најмногу пациенти? Најмногу хоспитализирани пациенти од големата трагедија во Кочани има во соседните држави Србија и Бугарија, но и во Грција и во пријателска Турција. Утринава имавме можност да слушнеме и изјава од директорот на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија при Универзитетскиот клинички центар во Белград. Тој детално ја опиша состојбата кај пациентите и таму има 20 пациенти во ургентниот центар, односно Универзитетскиот клинички центар во Србија, кои се во критична состојба и се на механичка вентилација, односно дишат со помош на респиратор. Како што информираше за државниот сервис директорот на пластична хирургија при УКЦ Белград, 20 пациенти веднаш по приемот, односно изминатите денови биле и оперирани. Таму во моментот на лекување во Универзитетскиот клинички центар Белград во моментот има 17 пациенти. Нивната возраст е од 17 до 35 години, меѓутоа, како што напомена и професорот, најголем дел од хоспитализираните 17 пациенти во Белград се на возраст од околу 20 години. Меѓутоа, критични пациенти има и во Воено-медицинската академија, каде на лекување се 12 пациенти. Можеби и таму се
најтешките пациенти, бидејќи таму беа испратени првите пациенти со најсериозни повреди одовде од клиничкиот центар, а еден пациент во соседна Србија е хоспитализиран и во клиничкиот центар во Ниш. Во продолжение да ја слушнеме изјавата на директорот на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија при Универзитетскиот клинички центар Белград. Sve pacijenti koji su na mehaničkoj ventilaciji su životno ugroženi, a mogu biti i ostali u zavisnosti od lečenja. Infekcija je jedna od komplikacija koja se može, naravno i najčešće javlja kod pacijenata sa opekotinskim ranama koja može životno da ugrozi njih, a i mnoge druge da ne nabrajam sada. Imam i dobre vesti, nekoliko pacijenata će biti verovatno moguće prevesti na odeljenje jer njihova disajna funkcija se oporavlja uspešno, a opekotinske rane su takve da ne zahtevaju boravak u jedinici intenzivnog lečenja. Александар, ти веќе спомна дека нема нови хоспитализации, но каква е состојбата дома во домашните клиники каде што се хоспитализирани веќе пациентите? Маријан, добра и стабилна е состојбата на сите оние 55 пациенти кои ги споменав уште на почетокот во ова јавување во живо во вестите. Тоа го кажа и Таравари, меѓутоа денеска имавме можност да слушнеме и за состојбата на пациентите кои се хоспитализирани во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, односно старата градска болница, и таму како и на пациентите кои се хоспитализирани овде на клинички, но и во ГОП 8 септември, изминатите денови им се направени неколку хируршки интервенции, како што рече директорот на старата градска болница, доктор Небојша Настов, на 6 пациенти веќе им е направена трансплантација на кожа поради изгорениците со кои се здобиле во големиот пожар и несреќата во клубот во Кочани. Ја гледаме и неговата изјава. Во моментот се хоспитализирани 10 пациенти, од кои што 10 пациенти кај 6 веќе е направена трансплантација на кожа, заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од 3 степен. Кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања дома. Александар, имаше најави дека веќе од утре, веројатно следната недела, треба да има и враќање на дел од пациентите во странство, но и испуштање на дел од пациентите на домашно лекување. Каков е пресекот, какви се анализите на Министерството за здравство за тоа? Да, Маријан, следува реорганизација на некој начин на здравствениот систем и подготовка за враќање на пациентите, оние кои се во подобрена состојба од странските центри кои ни излегува во пресрети и ги примија сите овие потешко повредени. Како што рече Таравари, иако вчера најави дека од понеделник, вторник ќе пристигнат во државата петмина од оние повредени кои се во добра состојба, се на лекување во странство. Денеска информираше дека ќе остават уште 72 часа, значи првите приеми на пациенти кои ќе се вратат во Македонија од лекувањето во странство се очекува кон крајот на неделата, односно четврток или петок, ќе бидат прифатени од установите, односно болниците и клиниките од каде што беа испратени. Меѓутоа, како што потенцираше и министерот Таравари, веќе се подготвуваат и протоколи. Ова денеска го разговарале и на здравствениот кризен штаб како да се постапува понатаму, односно по кои протоколи, а протоколите наредните денови ќе бидат објавени и на веб страницата на Министерството за надворешни работи. Меѓутоа, како што посочи Таравари, треба да се води грижа и за оној инфективен сегмент, односно да се запазат сите стерилни услови за тоа што станува збор на вистина за тешки пациенти кои се здобиле со изгореници и по еден протокол и понатаму како би се третирале, се размислува и за посебен дел во некоја од здравствените установи, дали во Скопје или во внатрешноста, каде што ќе има специјални тимови од повеќе специјалности кои
ќе водат грижа и пост нега, односно рехабилитација на сите пациенти кои понатаму во континуитет би се враќале на понатамошен третман во македонските болници и клиники, а се со цел да се избегнат оние инфекции кои навистина се голема закана за ваков тип на повреди. Да ја видиме овде и ова изјава на Таравари. Видовме минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата. Значи да бидат најавени од болниците, практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Бројките ви кажувам, секој ден добиваме се подобри вести од нашите пациенти кои што се лекуваат надвор, меѓутоа мора да кажам дека повторно да бидеме внимателни, бидејќи знаат состојбите и да флуктуираат кај некои пациенти, така да се надевам дека четврток, петок веќе ќе ги имаме првите пациенти кои што ќе бидат примени повторно на нашите клиники тука во Скопје. Остануваме да ја следиме состојбата како на пациентите кои се лекуваат во македонските болници, така и на оние 115, од кои 5 мина се во критична состојба, а во моментот се на лекување во странство, и нови информации во Централниот дневник во 19. Благодарам, Александар. Александар, благодарам за овие исцрпни детали околу здравствената состојба на